Во периодот од 5 до 8 август во организација на Сдруженијето на граѓани Екологики и Фундацијата Фридрих Еберт, канцеларија Скопје, ќе се организира камп за одржливост на Пониква. Учество ќе земаат 30 средношколци кои доаѓаат од различни места во државата, но и од различни образовни насоки. Ќе учествуваат и 4 ученици од Кочани, по 2 од двете средни училишта. Преку кампот имаат можност да развијат динамична дискусија за предизвиците, но и можностите кои целите на одржлив развој ги носат за самото општество. Споделувајќи примери од секојдневието, како и идентификувајќи ги проблемите со кои се соочуваат во својата непосредна околина, учесниците имаат за задача да креираат препораки, стратегии и нацрт планови за решавање на истите, преку истовремено следење на целите на одржлив развој. Инаку, ова е првиот од неколкуте предвидени кампови за 2019 година, а изборот на локацијата е пред се изобилието на можности за развој кој ги нуди туристичкиот центар Пониква, а и пошироко со Голските планини и источниот дел од земјата. Кампот е наменет за млади луѓе, 30 учесници, кои што доаѓаат од целата држава, меѓутоа, бидејќи кампот зема, како што напоменавме, зема место на Пониква, имаме учесници и од Кочани, од двете средни општински училишта, од гимназијата Љупчо Сандов, како и од средното училиште Гошо Викентиев. Тоа се, ако можам да ги споменам, тоа се Мила Велкова, Мартин Митев, Андреј Стојменов и Ангела Димитрова, кои што, како што им се познати на јавноста, се инаку доста активни и креативни и се надевам дека овој камп токму ќе им овозможи со својата креативност, своето делување во околината, во радиусот на опкружување, да го истакнат токму и таму. Кампот има за цел преку интерактивни игри, задачи, да им овозможи на учесниците да се запознаат подетално со целите на одржлив развој од агендата 2030 на Обединетите нации, и при тоа да се фокусираат на идентификување на проблеми од нивната потесно окружување, од нивната заедница, нивното училиште, нивното мало, средината едноставно на живење, бидејќи како млади луѓе, ние, Фондацијата Фридрих Еберт, сметаме дека токму младите можат и треба да им се даде можност да бидат тие кои што ќе го поведат општеството во еден позитивен развој и на тој начин ќе афирмираат својата улога која што и те како ја имаат, односно тие се тие на кои што останува светот. Разбирањето на целите за одржлив развој 2030 на локално ниво и нивната примена во радиусот на движење и дејствување на секој поединец е од клучно значење. Ова значи идентификување на местата, локациите и средините каде секој млад човек може да направи разлика во однос на овие цели, општината, училиштето или соседството, а токму тоа го овозможува кампот за одржливост. Кампот предвидува и понатамошни активности каде учесниците ќе имаат можност да ги презентираат своите идеи, препораки и конкретни планови за одржливо училиште, населба, град пред поширока публика, која ќе вклучи представници на училиштата, општините, граѓанските организации во насока на подигнување на свеста за значењето на целите на одржлив развој, како и потврдување на улогата која младите може да ја имаат во остварување на позитивни промени во општеството. Како што знаеме, нашата држава е еден во можеби не во добар контекст, меѓутоа добар пример за проблемот на одржливоста. Од една страна имаме сиромаштија против која што треба да се бориме, од друга страна имаме проблеми со кои што се соочува животната средина и токму затоа треба да ги изнајдеме најдобрите начини како да се бориме против сиромаштијата, да се бориме против нееднаквоста, при тоа да оставаме минимум отпечаток врз животната средина. И верувајте дека овие млади луѓе, тоа го покажа веќе до сега ние веќе имавме еден камп, ова е вториот, праксата покажа дека младите луѓе се токму тие кои што се најкреативни и кои што на најдобар начин можат да ги идентификуваат проблемите и да предложат како да се реагира за нив. Затоа и кампот предвидува и последователни активности, односно представување на нивните идеи, предлози пред донесувачите на одлуки, особено на општинско ниво, како и пред училиштата, представници на општината, представници на граѓански здруженија од средината кои што понатаму би требало да им помогнат во нивна ефективна имплементација. Во агендата за одржување на кампот е предвидена и посета на инфоцентарот на Пониква, како и едукативен центар во Негрево.